Општините од истокот градат навики кај жителите за селекција на отпад. Беровскиот инспектор за животна средина Катерина Скендирски вели дека кај нив е позитивно што се повеќе се селектира, иако селекцијата не е на задоволително ниво. Ситуацијата неудамна беше ваква и во општина Штип. За да ја промени, општинскиот комунален инспектор вршеше и низа едукации за селекција на отпадот. Можам да кажам дека на почетокот имавме многу слаб одлив, меѓутоа тоа како поминуваат денови, слободно можам да речам денови, се повеќе и повеќе се гледаат промени од типот на се собира повеќе пластична амбалажа, повеќе се внимава да се селектира пластиката од комуналниот отпад. Меѓутоа тоа не е генералната слика, значи поединци како и секаде се уште го имаме она да се фрли во река, да се фрли во покрај пат и слично. Меѓутоа имаме промена, не со динамика каква што очекуваме и каква што би сакале, меѓутоа има промена. Во оваа насока и поставувањето повратни вендинг машини за селективно одложување на отпадот. Општина Берово има 2 нови такви во склоп на 2 маркета, а уште 2 машини од претходно има и во склоп на основното училиште. Скендирски вели дека ваквиот начин на селекција се повеќе актуелен меѓу жителите на Берово. Општината е оценета како општина со високо ниво на еколошка свест, а за таква се смета и Штип, поради што до крајот на годината вендинг машини ќе се постават и таму. На почетокот, кога беа поставени, можам да кажам дека беа малце со доза на скептицизам, меѓутоа со тек на време, поготово по новите, младите генерации, што значи огромно задоволство, пројавуваат се поголем интерес, значи се носи и пластика, се носат и лименки. Со оглед на тоа дека ги празниме многу често, можам да кажам дека населението се повеќе и повеќе отпадот си го носи таму. Значи, како една добра пракса би ја препорачала за сите други општини што имаат проблем со таков тип на отпад. Современиот начин на селектирање и управување со отпадот гарантира дека отпадниот материјал ќе заврши на рециклирање, каде што и му е местото, а при тоа обезбедува и големи придобивки за граѓаните кои редовно селектираат преку него. Вендинг машините функционираат на тој начин што може да се добијат зелени поени, а тие поени на жителите им носат разни придобивки во замена за нивното селектирање. Например, за зелени поени во зависност од количината селектиран отпад се добиваат ваучери за пазарување во некои маркети, ваучери за такси компании, јавен превоз и други општински бенефити.